Билјана Ристевска е нашата гостинка денеска на оваа тема, нутриционист кој редовно ни одговара на прашањата како да си помогнеме во делот на исхраната, па еве може ли да се спасиме од зависноста од чоколада? Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи утрово. Ако може се нарече нели зависност од чоколада, заради тоа што кога говориме за зависност, најчесто нели тоа е прво поврзано со хемиска зависност на нашиот организам. Кога станува збор за конзумирањето на чоколада, тука немаме хемиска зависност, повеќе имаме психолошка и бихевиорална зависност. Што значи тоа? Значи зависност од нашите емоции, зависност од стресни ситуации, зависност од осаменост, самотија, депресија или оној нели ПМС период кај жените кој што е хормонално зависен пак и од таа причина телото бара нели во наводници кажано спас, односно нели стимуланс за добро расположение. Добро, она што сериозно ме интересира е тоа зошто чоколадата ја има таа моќ. Некои луѓе да кажат не можам денот да го поминам без чоколада. Тоа е една голема моќ. Заради составот кој што го има чоколадата. Што ја прави? На прво место се мастите и шеќерите, кои што се идеална комбинација за нели мозокот да ги детектира како награда, центарот нели за награда во мозокот да детектира дека вие сте наградени доколку конзумирате масна и храна богата со шеќери. Понатаму содржи мала количина на кофеин и теобромин кои што се лесни стимуланси и прават нели подобро расположение во нашиот организам. Содржи количина на магнезиум и кога сме во дефицит од магнезиум, често знаеме да посегнеме по нели коцка 2, па некогаш и 100 грама чоколада во текот на еден оброк. Понатаму содржи хемикали кои што реагираат позитивно на нашите хормони, односно ги активираат хормоните на расположение, односно ендорфините хормони и од таа причина практично делува дека нели е прави зависност, тоа се компонентите кои што прават нели зависност во нашиот организам. Добро, освен таа реченица, фенилетилот кој што прави нели дополнително лачење на овие хормони и тоа е практично фенилетиламинот кој што има нели супстанца која што се лачи кога сме заљубени, односно нели оние хормони кои што кога ќе каже нели многу често перутките кога нели ќе зиграат во стомакот, најчесто знаеме да кажеме, тоа е од таа причина заради тоа што го иницираме лачењето на овие ендорфини хормони кои што практично даваат моментална нели позитивна енергија, вибрација во нашето тело и со самото тоа точно така и нели сме сладко заљубени. Дали во чоколадата? Како да забележиме дека сме сладко заљубени? Сладко влюбени во чоколадите, кои се тие показатели освен онаа реченица која што знаеме да ја слушнеме и да си ја кажеме, не можам денот, чувствувам дека ми треба благо, ми треба чоколада, не можам денот да го поминам без тоа. Знаете како тоа се тековно наназад симптоми кои што се поизразени, се изразуваат многу често, но може да се случи често велиме ми падна шеќерот па морам коцка чоколада. И тоа, да. Некогаш го мешаме, ја мешаме жетта со гладта. Значи најчесто кога сме жедни, мислиме дека сме гладни, односно дека ни фали шеќер, меѓутоа ние не сме добро хидрирани. Ако ги прашате тие луѓе кои што посегнуваат по коцка чоколада, имаат силна желба за коцка чоколада, а да прашате колку течност имаат испиено додека дошла потребата за чоколада, ќе кажат па не, денеска ни една чаша вода немам испиено. Значи тука е веќе нели треба да разграничиме емотивна глад од физиолошка глад. Најчесто симптомите на зависност од чоколада доаѓаат кога нели веднаш конзумирате оброк, ручате на пример, и веднаш после ручекот ми се јаде нешто сладко. Не може, не е тоа потреба за благо, тогаш е емотивна глад и треба да разграничиме. Треба да ја нели желбата
потиснеме, а како ќе ја потиснеме само со нели добар стимул на нашиот ум, со внесна храна која што содржи шеќери во текот на денот, меѓутоа не процесирани и не индустријски добиени шеќери. Која е таа црната чоколада или на прво место е овошјето кој што има природни шеќери, меѓутоа како замена за класичната чоколада е црната чоколада, чоколадата која што содржи над 75 и 80% какао маса, практично нели какаото, сировото какао на кое што ја дава таа нели сладкост, односно бојата на чоколадата. Ова чоколада содржи голема процентуална застапеност на антиоксиданси и помала застапеност на шеќери, иако има шеќери, во исклучоци од истото нема содржина на шеќери, не содржи шеќери, тоа е најпожелно да се конзумира заради тоа што многу побавно се раствара во нашата уста, се разложува и дава поголема и подолготрена ситост, за разлика нели од млечната чоколада на пример. За која што на вистина верувате, нели најчесто тргнуваме со помислата една до две коцки чоколада, а завршуваме можеби со 70-80 грама чоколада. Сега сме во тириковте побавно се растопува, па и млечната чоколада кога ќе си направите побавно да се растопува, имате желба за повеќе, Да, веројатно тоа се навики кои што треба да ги промениме доколку имаме силна волја и силна желба и сега на крајот го споменавме и тимната чоколада, но дали тоа е здравиот начин на избор на благо? Поздраво од нели од млечната чоколада, меѓутоа не дека треба да биде секојдневно застапено на нашето мени. Има многу разни рецепти кои што може да бидат замена за благо, тоа здрава замена за благо, за да не постигнеме нели по црна чоколада. Како би го направиле тоа? Би додавале сирово какао, органско какао. Значи, кога говорам за какао, не говорам за какао купено во маркет за нели 100 грама 50 денари. Говорам за какао кое што е навистина какао и содржи над 90% какао маса во составот. Има такви на пазарот, добиени сирово какао. Повеќе, така, но меѓутоа тоа е помали основата. количини се конзумираат. Дури какао зрното се конзумира, едно до 2-3 зрнца на дневна основа е навистина добар стимуланс за нели добра енергија, добра концентрација, па и добро железо во нашиот крвоток. Можеме да правиме нели разни комбинации, рецепти на база на какао, каде што ќе додадеме нели понекогаш урма, какао, банана, можеме целоовесно зрно на база на какао да си правиме дома барови, да си правиме бомбици, да си правиме разни колачиња. Дали тие може да бидат секојдневно застапени во дневното мени? Секако дека може, доколку не конзумираме нели и обична чоколада, доколку не конзумираме и друг извор на сладко. Затоа што ние знаете, јас многу често на работа кај мене велам, можете давам рецепти повеќе, нели ќе направиме на пример со авокадо, урма и какао, па еврокрем некој ќе направиме, па со наут и урми, еврокрем, нели нутела домашна. И сега нели не може вие да конзумирате од ова здраво благо, а на база на истото нели да изедете уште парче две сладко, па да земете еден круасан, па тука нели некој газиран сладок напиток или нели сокови. И после јас конзумирам здраво благо, ама шеќерот ми е покачен. Не може така. За крај на разговорот, дозволено ли е да внимаваме во конзумирање на сладкото на благото со оние намирници кои што ги споминавте како здрав избор и еднаш во неделата да, особено во летниот период, да се опуштиме и да јадеме сладолед? Секако. Значи, еднаш во неделата може. Добро. Секако, ние сме нели живи луѓе кои што нели ограничувањата многу тешко ги прифаќаме и желбата станува поголема доколку сме ограничени или имаме забрана за нешто. Умереноста е клуч нели на успехот и секогаш доколку сме умерени, внесуваме умерено од секој вид на храна, верувате дека нема да имаме никаков проблем, посебно не во овие летни нели температури, каде што телото знае да изгуби на енергија, нели да се осетиме по енергетски исцрпено. Во таквите ситуации секако дека може нели стимуланс како чоколадото, 3 до 4 коцки црна чоколада со над 80% какао маса, или во текот на неделата имаме и здрави сладоледи, нели да не дојде до заблуда дека нели мора да биде тоа некој обичен конвенционален сладолед, меѓутоа никако забрана и никако големо не. Нема за ништо не, доколку е се умерено и балансирано. Благодарам. Билјана Ристевска, нутриционист.